Се е подготвено за утрешното спроведување на изборите, велат од Државната изборна комисија. Изборниот материјал е доставен до општинските изборни комисии, а тие веќе го доставиле до избирачките одбори. Надминати и техничкиот проблем за проверка на веб апликацијата до избирачкиот список, информираат од комисијата. Денеска гласаат над 20.000 лица во диаспората, но гласаат и затворениците, внатрешно раселените и болните. Од ДИК засега вела дека се поминува во најдобар ред. Сите гласачки места на територијата на Австралија, Азија и Европа се отворени и гласањето тече во најдобар ред. Државната изборна комисија е во постојана комуникација со избирачките одбори кои го спроведуваат гласањето и досега не се пријавени никакви проблеми. Денеска гласаат и избирачите кои се на издржување казна затвор или се во притвор. На гласачките места во казнено-поправните установи своето избирачко право ќе можат да го остварат 2015 гласачи. Сите гласачки места во казнено-поправните установи се отворени утрово во 7 часот и гласањето таму ќе трае до 19 часот. Во текот на денешниот ден, избирачките одбори во Република Македонија ќе го спроведат гласањето на лица кои се болни или немокни или се во куќен притвор, а до општинските изборни комисии доставиле известување со соодветната документација. Ниту граѓанската асоциација МОСТ засега не регистрирала некои поголеми неправилности. Со повеќе од 3000 наблюдувачи утре ќе го следат гласањето. МОСТ и денеска апелираше за фери и демократски избори. Граѓанската асоциација МОСТ упатува уште еден апел за одржување на фер, демократски и мирен изборен процес, кој што во овие моменти им е повеќе од потребен на граѓаните на Република Македонија. Значи, во текот на денот ќе го следиме развојот на гласањето на болните изнемоштени во Република Македонија. Знаеме дека имаше мало доцнење во предавањето на материјалот од страна на општинските изборни комисии на оние избирачки одбори кои што треба да го спроведат тоа гласање. Значи, со тоа се сретнавме до сега. Меѓутоа, гласањето е во тек. Ќе ги сумираме сите резултати и најверојатно доколку има некаква потреба, ќе ја известиме јавноста во текот на денот, ако дојде до нерегуларности. Со оглед на бројот на пријавените наблюдувачи, овие предвремени парламентарни избори ќе бидат едни од најнаблюдуваните во историјата на Македонија. Од Брисел вчера порачаа дека се можно земјава да се врати на евроинтеграцијскиот пат.